Од моментот кога жената почнува да игра на театарската сцена во 17 век, театарот се менува за секогаш и станува место каде што актерката може да ги искористи сиот свој талент и умешност за да не пренесе во еден поинаков свет, во светот на театарот, и не станува збор тука само за талент или добра подготовка, туку за една умешност, една игра која ни дозволува на актерите да се откриваат одново и одново во секоја нова улога. Да остават парче душа во тоа што го прават и да бидат автентични. Да се остане автентична толку децении, да се одбележи една епоха и да се остави неизбришлива трага која ќе трае уште многу долго, може само една личност чија работа опфаќа креативност, дисциплина и длабока поврзаност со ликовите што ги игра. Нешто што ја овозможува да влијае на публиката, но на и своите колеги. И не само да влијае на нив, туку и да ги инспирира. Таа личност со нас е вечерва со нас. И посакувам добре дојде на нашата доајенка на театарот, Снежана Конеска-Руси. Снежка, ќе ве викам Снежка, ако смеам, да, нели? Јасно, личи. Добро, ви личи на појавата и на фигурата. Да. Јас веднаш ќе те прашам, трафика, зошто? Трафика затоа што трафика беше место кога јас бев дете и кога нели живеевме во една друга земја, каде што се можевме да најдеме. Во трафика одевме да купиме цигари, да купиме весници, мастики, дури и пијалаци имаше, се можеше да се најде таму. Луѓето имаа навика да станат и додат во трафика по весник, се сретнуваа таму, разговараа со трафикантите. Точно и се така. дознаваше се таму. Јас се уште ги употребувам и тие зборови, трафика, фурна, самопослуга. Самопослуга, да. Зошто? Затоа што редовно, секое утро, веројатно бев испраќана да купам леп во фурната негде во аеродром Мичурин. Се викаше тоа делче. Нормално и во самопослугата и денеска се чудат скопјаните зошто се употребени тие зборови, а во Прилеп на фестивалот нив им е нормално да кажете самопослуга. Затоа што во Прилеп се уште има самопослуги, во Прилеп се уште има Има, фурни за разлика од кај нас. Така, мило ми е што сум гостинка и во оваа емисија. И едноставно само си бележам години во себе, па и околу себе, и соработници, па тебе те препознавам како едно дете, мало дете, во Детскиот културен центар или Пионерскиот дом Карпош, како си член на хорот при домот Карпош и како со нашиот Томче учиме да пееме, да настапуваме, па потоа и да играме. Така, и јас се сеќавам дека концертите кои ги државме тогаш, вие бевте секогаш конферансије, тоа што го кажувавме, односно водител на целата таа програма. И јас израснав со вас, Снежана Конеска-Руси. Името ни беше, мислам дека од првите познавања за себе и за се околу мене, беше со Снежана Конеска-Руси. И сега ми е неогромна, туку не знам каква чест, што ви имам во емисија. Токму оваа година кога добивте и наградата за животно дело. Значи се вели тоа исчекав или дочекав да добијам таа награда. Сметам дека велат моите колеги заслужено, но во секој случај е добре дојдено и радосен е мигот кога добивате награда. И тоа баш во Прилеп на театарските игри Војдан Чернодрински, каде што се почитува изговорениот збор, македонскиот литературен јазик, се уште се грижат, го негуваат и го практикуваат и го препорачуваат. Така и Снежка истото го прави. Размислувајќи за тоа какви прашања да ви поставам денес, беше ќе ми биде едно од тие за негувањето на јазикот кој се помалку за жал го имаме во Македонија. Се помалку луѓето го користат оној убав стандарден македонски јазик. Јас сум благодарна на своите учители, на своите наставници, професори. Од првиот, Александар Бошковски, Грозда Данова во 11 октомври училиштето, па потоа во гимназијата, писателката Славка Манева, па подоцна нели на академијата, Конески, Корубин и познатиот Илија Милчин. Значи не можевте да поминете година ако не го знаете добро да го изговорите и зборот, и реченицата, и самиот настап, самиот есеј во раскажувањето, во испитувањето. Така што велам дека имав добри учители и се обидувам сега во овој период да бидам добра учителка на многуте деца во Македонија.
Колку само имаме влијание. Јас како професор по јазици исто, иако предавам шпански, им велам дека не можеме да се оградиме од македонскиот, затоа што ако не го познаваме својот јазик, тогаш како би учеле странски. Треба да ги знаеме зборовите, треба вокабулар да имаме, треба да изговараме како треба, ама се помалку е тоа присутно кај младите и мене ми е навистина криво. Нема, тоа се тие промени во општеството. Видиме, да. Ги прифаќам, нели, нерадо, меѓутоа тоа е суштината и тоа е огледалото на ова општество. Се надевам дека некој ќе го наследи ова што го имам. Моите колеги актери, секогаш кога снимаат реклами, па ќе потпрашаат дали е точен називот кров или покрив или некоја слична комбинација, така што тука не е Снежка лиценцирана лекторка, но успева да ги совлада тие проблематични зборови. Посебно внимание имам, обрнувам внимание на бројките. 100, 200, 300 и од 300 нагоре е 400. А вие слушате 900, 700, а слушате 200 и 300. Е така. Значи нешто се обратно. Тоа е тоа, да. А за акцентирањето тоа да не говорам. Тука долга е катастрофа. Историјата, да, не се познаваат акцентските целости, погрешни акцентирани зборови, разлика меѓу годинава и годинава. Сега ќе ми беше следно. Не може да викаме годинава, дека едното е членувана именка, другото е прилог за време, годинава. И упорно им кажувам, моите ученици не веруваат дека постојат такви разлики во зборовите. Тоа е основната разлика. Да. Што е подмет во реченицата, а што е нешто друго, прилогот. Така. Снежка, ќе ве врата малку во времето. Ајде, да. До дете. Родена во Ниш. Така. И какво беше детството таму? Или колку време сте се задржале и зошто бевте во Ниш? Предпоставам родителите биле Точно така. Татко ми беше воено лице, воен пилот во армијата и едноставно се селевме Белград, Ниш, Краљево, преко Манда Скопје и го паметам тоа детство, значи учев се што е дел од историјата на Србија, од тогашна Југославија, за Челекула, да. Точно така. Не носе од школа. За Крагуевац, за Јајце, така што првиот школски час така го научив, првите стихови на Десанка Максимовиќ и така натаму. Така што преко мандата на татко ми во Скопје ми придонесе да научам уште еден јазик. Или дали е тој првиот или вториот, за мене е веќе се едно. Но веќе кога останавме во Скопје, тогаш се насочив на изучување и читање на македонската литература, на изучување на македонскиот јазик. Веќе во населбата, населје Пролече, веќе не беше Снежка малото српче, ами Снежана која го учи македонскиот јазик и станува дури подобра од своите соученици. Бидејќи оценките ми беа секогаш 4 на 5, тоа ме тераше граматички да го совладам македонскиот јазик, а потоа се беше лесно. И во ова училиште беа првите мои часови или пак работни часови. Радио беше секој понеделник, првиот час, место класен час, радио час беше. И Снежка тука веројатно ги почна и своите, што велам, први чекори во соработка со микрофонот. А потоа продолжи во детската радиодрама Радио Скопје. Имате еден таков глас, таков тембр, кој што е толку препознатлив и убав, што мислам дека каде и да го чуам, ќе кажам, да, не може да се смени, како што не можевме како деца Таска Балабанова, цртаните филмови, кога ги слушавме Мите Грозданов, Таска Балабанова и... Јас растев со Таска Балабанова, со Зорица Георгиева, со Цветанка, едноставно со Шаурек, Спасен Нелов, Благој Андреев. Едноставно тие ме посочуваа што е тоа што треба да го направи Снежка. За подоцна, тогаш игравме нели во Весела вртешка, радиодрами, многу емисии и многу телевизиски емисии. И знам дека, паметам дека ме качуваа на едни скалила за да можам да достасам до микрофонот. За мене тоа беше игра, ама за професионалците, нели, техничката екипа, им беше малку и чудно, оти малечка, а видија говори гласна е. Говори, да, гласна. А подоцна да дочекам Оливера Попанкова и Иван Антонов да го развијат кај мене, се били тоа долната лага. Значи гласовните можности и во долната лага, така што Снежка поседува 2 октави, па може да игра и дете, и момче, и девојче, за подоцна да игра и мајки, и господи,
И па да стасаш и до баби. Едва ја дочекав да ја изиграм улогата на баба. Не ми ја даваше рули. Која? Колку сум го молела. Бабата во Бабата жени во Народното собрание и со Маги се договараме. Таа постојано игра баби. Таа сака да прави комични сцени. Јас велам, ама доста ми е да играм господи. Доста веќе. Да ја играм бабата, бабата. И конечно Рули се осмелува и вели, ај пробај, ама така, знаеш, не е со некое расположение. И на некоја изведба, на Снежка бабата и паѓа сукњата на сцена. Така што некогаш се прават комични ситуации и од непредвидливи ситуации. Така, и тоа, ама тоа се моменти во кои имате талентот и снаодливоста на еден актер доаѓа на прво место. Снаодливост и можност за импровизација. И моќ за импровизација. Така што Чоре од Драмски, со кого заедно игравме Црвенкапа, едноставно посакуваше да игра со мене, бидејќи си париравме со нашите импровизации. Но важно е да се вратиш на главната идеја. Така да што умот тука помага малку, срцето игра, нозете преигруваат и едноставно целата комбинација на ум, срце, нерви, движење, постигнуваш да направиш одреден лик. Оној што се бара од тебе. Или оној што си го замислила. Како ги подготвувавте ликовите? Тоа се учи на академија. И јас еднаш изговорив дека нашата професија е занает. Моите постари колешки кажуваат дека ми е грешна дефиницијата, но јас упорно тврдам и го читам Горан Стефановски, кој што вели дека и културата е начин на живење, дека се е фактички учење, дека не е факултет за драмски уметности, ами за драмски занаети. Затоа што на академијата професорите те учат како да се справиш со улогата, како да ја откриеш улогата, со 3 прашања. Кој, како, зошто? И за да дојдеш и до резултатот. Токму зборот занает доаѓа од турски. Турски зборот санат е уметност, ама санат може да биде и занает. И занает, точно така. Зависно во кој контекст е употребено. Така што јас мислам дека е еден вид занает. Талентот е едно, но потоа како ќе го употребите талентот е друга приказна. И обично се вели талентот ви е, да кажам, 50%, се останато е работа. Без работа нема ништо. Нема. Завршивте во класата и на Милчин и на Љубиша Георгиевски. Тоа е... Од прва до трета година со Владе Милчин, значи ја совладавме уката и науката, како се стасува до крајниот резултат, а со Љубиша Георгиевски помалку практиката, бидејќи тој 4-та година ја заврши, не заврши фактички тој, затоа што Владе Милчин беше млад, мораше да оди на воена академија, тоа тогаш беше обврзно, нели, да се оди на воена служба. Така што се дичам и со двајцата своји професори, веројатно со Илија Милчин, можеби најмногу, затоа што Снежка, како 3-та генерација завршена на академијата, беше интересен мост меѓу најстарата генерација во театарот, во МНТ, до својата средна, и сега исто мислам дека сум пак некаков мост меѓу оваа возрастна Снежка и најмладата генерација, бидејќи се дичам со младите актери со кои што паралелно учиме, играме, пишувам точно за одредени актери, создавам драматизации, сценарија различни, представи за деца и од нив очекувам максимално, се вика тоа, вклучување и впуштање во улогата. Некогаш сум многу строга, некогаш сум многу сериозна, ретко со смеа. И затоа за мене важи таа девиза дека е проклета човечката судбина, толку брза да осуди, а толку бавно да пофали. Позната сум дека не фалам, затоа што сметам дека актерот знае кога е добар, но не е сигурен дека некаде не е доволно добар, дека е лош, да кажам. И мислам дека тогаш треба да ми се упати забелешка и дополнителна работа.
Има ли разлика меѓу актерите има сигурно, туку каква разлика гледате вие кај актерите од едни подамнешни времиња, да кажам, од времето кога беа во театарот, не знам, една Милица Стојановска, Нада Гешовска, Димитар Гешовски, нели еден... Само момент разлика мора да направиме. Те се повозрасни секако. Не говорам за возраста, говорам тие припаѓа на драмски театар. Во Македонскиот народен театар Снежка имаше чест и пријатна можност да игра со Мери Бошкова, со Ќортошев, со Джувалековски, со Петре Прличко, со Тодорче Николовски, со Веска Вртева, Вучкова, Христов, Шишков и таткото и синот. Значи, баш велам среќна бев и среќна сум што имав прекрасни учители и соработници и партнери на сцената во сите можни комбинации, дали мюзикли, дали драмски представи. Така што позната беше Снежка и како трагичарка едно време, но понатаму некако се сведува малку и на комичарка. Значи, битно е актерот во секоја пригода или во секој драмски текст, со секој поединечен режисер да открие некое свое ново светло. Оттаму ми била главната дилема. Тоа што споменав преgeска, дека одново и одново се раѓате и повторно раѓате со секоја нова улога. И тоа е талентот и умешноста да можете да бидете и... Секој нов лик е отворање нова страница. Секогаш велиш не знам ништо. И тогаш можеш да дознаеш за себе си повеќе. Зборот нешто покажува, дејството означува, подтекстот па ептено значува. Така што разговараме на неколку теми, а Снежка е таа што посакува зборот секогаш да премине во музика, музиката во танц. Така што многу наоѓам допирни точки со твоите професионални обврски во однос на музиката, на говорот шпански. Од секогаш сум сакала да говорам по неколку јазици. На училиштето секогаш беше со еден странски јазик изучување, но имав шанса со Рахим Бурхан да соработувам во Пралипе, да говорам на ромски, на српски и на македонски. Мислам дека тој тогаш ме откри која сум и што сум, за подоцна да ми додели една улога во Македонскиот народен театар по Ричард III, со која добив и една награда на Бојдан Чернодрински за најдобра женска улога. Но за мене беше интересно да општиш на 3 јазика во театар Будва Фест. Тоа беше интересен настап. Одев на површината на водата. Тоа можеше само Рахим да го направи. Колку тој научи за мене, толку јас за него, добив понуда и во Германија да одам, но мислам дека актер кој што мисли на својот јазик може да научи улога на друг јазик, но мислата е главната. Изразот е нели? Полесно можеме да изразиме се, освен ако не станеме билингвални во некој момент. Не, преведувањето не е карактеристика за актерите. Значи, мора да мислиш на тој јазик. Да мислите на тој јазик. Кога кажам билингвални, мислам како јас, например, да размислам на шпански. Јас не размислам во превод, туку. Но актерите преведувачки го мислат тоа. Тогаш е или научена улога на еден одреден јазик, и тогаш е поинаку. Како се вклопува, сега кога спомнавте ромски ми текна, не знам зошто ми дојде вака Блиц Снежана Стамеска во Трствија Скопје, незината улога на Шила, некако се викаше, така мислам нека се викаше улогата. Кажете ми како се вклопуваше во вашиот работен век оној приватниот дел од животот со сите тие обврски, бидејќи вие не бевте само во театарот, радио, драма, имате работено како спикер во телевизија за добар говор, за еден куп емисии, да не ги набројуваме, во детски емисии, дајте музика. Тоа се телевизиските програми. Во светот на бајките, телевизиските програми. И Карп, може да не го заборавиме, и тој се бавеше со подготовка на перформанси, на представи за деца, и новогодишни, и секакви имаше. Значи, соработка на секое поле. Морам да признам дека театарот за мене е најголемото и најдоброто семејство. Поголемо нема. Веројатно, моето приватно семејство трпело со моите обврски. Можев да заборавам значени јубилеи настани во семејството, дали завршувањето на мојата ќерка, дали некои слични настапи. Никогаш не бев дома навечер, дали бев во Струмица. Гостував скоро во 5 професионални представи во Струмица.
во Штип исто така 2, во Велес 4, во Команово, во Битола. Само во Прилеп немам гостувано во нивна представа. А само таму ги имам добиено наградите за епизода, за најдобра женска улога и за нели за животно дело. Едноставно за мене веројатно е поинтересна работата отколку самиот живот. Односно, како живеете само еден живот, а со театарот живеете многу животи. Премногу Тоа е кратко животи кажано. живеете. Да, да. Тоа е Кратко и убаво кажано. И таа енергија, значи е само љубовта која што имате кон сето тоа што го работите и таа ве турка напред. И таа ви дава енергија, зборувам па и физичка енергија за да се издржите Ама сите знаеш, тие љубовта ангажмани. е исто како силата. Колку повеќе ја трошиш, толку повеќе ја добиваш. Се обновува, нели? Да, да. Така што јас никогаш не сум била уморна од ништо. Сум продолжувала во текот на денот неколку различни, се вели тоа, проекти или простори, представи и така натаму. За денес истото тоа да го правам, дали со Сдруженијето на граѓани Свет на различни и еднакви, каде што работам со лица со попреченост, Игри без маска, меѓународен драмски фестивал театар без дискриминација. Не само во Македонија, со многу држави околу нас. Бугарија, Романија, Србија, Босна и Херцеговина, Косово, сите околу нас. Единствен балкански фестивал се одржуваше во Маната, во Скопје. Потоа имав соработка скоро сите 10 години. Неверојатно. И со еврејската заедница во Скопје Тоа исто видов некаде, 10 години соработка, подготовки за нивниот ЕДЕК, тоа е Европски ден на еврејската култура, за нивните 11 март значени настани, Холокаустот, секогаш нешка драматизација, синопсис, сценарија, со актери од Маната, со хорот Мој Хасон, со женската танческа група, детското Катче, Крал Давид од еврејската заедница. Изборувате ладино? Само во рамките на текстот што ми е зададен. На текстот што го работите, да. така? Да. И замислете, добивам награда монодрамски текст Бивир, тоа е ладино-шпански исто така, кој значи да живееш, да преживееш, Бивир. за да можеш да разговараш. Така што малата Хана, која била по потекло од Битола, кај мене стана баба Хана, која што ќе ја игра Снежана, веројатно ќе успеам да ја подготвам за одбележување 80 години Македонски народен театар, кој што требаше да биде на 3 април, но поради кочани се поместува за октомври, ноември. Да, таму некаде. Така. И уште едно здружение Арт Култура, тоа се исто екипа од Македонскиот народен театар актери, кои што се бават со современа дигитална и наша представи за деца, едноставно се приклучени кон програмската активност на основните училишта, значи за предшколска и рана училишна возраст деца. Тука исто помагам како автор, како сценарист, како режисер, па да не откријам и како костимограф. Да, тоа е. Така сум смислила. Тоа е така. А имам некој генијас изгледа од дедо ми, па мајка ми, и тука не сум лиценциран шнајдер шивач, меѓутоа се наоѓам една моја пријателка од Македонски народен театар, тогаш имаше вработено шнајдерај шивална, постара кројачка, која велеше иста си како Мери Бошкова. Кај сум јас иста како Мери? Па и таа забележува за секој рапче, за секој патент и ти исто само прекројуваш нешто. Па затоа што велам, костимографите цртаат некоја девојка замислена и измислена, а не ја гледаат Снежка метро и пол, што можеш да направиш со костимот и со неа. Така. Интересни сцени имав, секаде. Така секако во толку години работа, ваква убава работа и работа со луѓе имало сигурно многу и анегдоти. Велите мисијата на театарот е да ја врати вербата во соништата. Нека да го прочита во некој интервју. Веќе не сонуваме, веќе стануваме толку песимистички расположени. Се плашам да изговорам дека толку сум песимист, а сонот е надеж за оние што одат. Така што додека работиш добиваш инспирација за секоја следна работа, сонувајќи добиваш, се вели тоа еден континуитет и дисконтинуитет на слики. Така можеш да направиш представа. Многу интересно, ама многу просто. За некој многу чудно, а за мене е нормално. Зошто мислите дека стануваме се повеќе песимисти? Што е тоа што ни го
промени оној наш весел карактер како народ. Или одиме многу длабоко? Не е толку длабоко, јас не сакам да одам толку многу во длабочините, не е ова филозофска емисија во тој однос и знам дека секогаш се мерат секундите и минутите, тоа ми е искуство од Македонската радио и телевизија, така што и овде така ќе одговорам некако. Стануваме песимисти затоа што не веруваме во излезот кој што некој друг ни го предпочита, ни го профилира и ни го прикажува, прикажувајќи се самиот дека од него почнува светот. Место да го осовремениме светот, ние се што правиме резултира со тоа што сакаме да го разориме. Тоа ми покажуваат сите над мене. Кога говорам над мене, мислам на оние горе. Така и над мене чекам некој да дојде над мене. И некако како да се враќаме назад, нели никако да нешто не тргнуваме, туку правиме чекори. Точно така. Наназад во некој Пак момент. јас ќе го апострофирам, не ме прашам, а ќе го апострофирам Солженицин, Кундера, кој што вела дека ако сакате да уништите еден народ, пресечете му го неговото сеќавање, избришете ги и сечете ги неговите корени. Сега ќе се вратам на првите ваши денови на училиште со учењето Десанка Максимовиќ, Јајце и сето тоа. И мислите дека е потоа нормално сето тоа да го избришеме и да не се појавува веќе никаде како да не постоело? Па гледате во историјата во Ниту Македонија Десанка, тоа зборувам. се е избришано. Се, ниту Десанка, ниту Челекула, ниту... Ние израснавме со тоа. Тоа се генерации наваму. И сега затоа и тој Кундера во една книга вели, нели, есејот за книгата и за заборавот. Тој вели, ако сакате да уништите еден народ, одземете му ја книгата, културата, идентитетот. И тој нема да знае што е и што бил. И што бил и што е и што треба да биде. Имам прашања кои што веќе не сакам не да ги следам. Имаме со години работевте над синхронизација исто. Ве слушавме и во цртани филмови. Имате ли омилени моменти од таа работа? Имате ли омилени ликови што сте ги работеле? Јас вака ќе ти кажам за тој дел, за синхронизација. Во Македонската радио телевизија бевме една цела екипа, Мешко, Дади, Снешка, и врзувавме и Џамбазов и неколку други актери, во зависност од емисијата или од серијата. Снимавме аналогно. Што е тоа што Снешка памети денеска? Тогаш снимавме аналогно, немаше шанса да се погреши. Мораше пак од почеток целосно да снимаш. Се снимаше на огромни ленти и одеше главниот носител на гласот. Нашиот беше врз него. Тоа е таа аналогно снимање. Доживеав после тоа да правиме дигитално снимање, каде што ја користевме Билјана Драгичевиќ, Трајче Георгиев, Никола Ристановски, еден куп актери кои што ми беа потребни, бидејќи јас бев избрана за каст директор. Не од што Снешка сакаше. Едни продуценти од Њу Јорк ја избраа таа Коневска Руси да биде каст директор. И за еден филм за Исус Христос, и за серијата Штрумфови, која потоа е дадена на македонски јазик во Синеплекс, и за многу серии кои што се емитуваа на телевизија, не знам на кој канал. Не е битно тоа. За мене е битно што доживеав таква трансформација од аналогно снимање, дигитално, и сега ме чека што? Вештачка интелигенција. Не знам тоа како ќе изгледа, како ќе снимаат децава. Нема да снимаат, ќе снима вештачка интелигенција. Да, меѓутоа мора да даде својата боја, својата енергија, своето чувство. Толку. Мора да го даде. 2 секунди и другото постоја го прави компјутерот. Го прави компјутерот, меѓутоа останува таа емоција на тој и тој актер. Кога би ве глумела некоја актерка, би се правил филм за вас, која би сакале да биде ваша, да ве одглуми вас во филмот? Јас би сакала сите да ги видам на сцена и им кажувам на комеморација ти ќе играш таа представа, таа сцена, ти таа сцена, ти таа сцена. Си се смејам сама себе си нормално и интересно ми е тоа, бидејќи досадно ми е, здодевно ми е,
да ги читам CV-ата на актерите, бидејќи јас и Томе Витанов постојано сме ги читале телеграмите и CV-ата на актерите. Така што сакам сега да ја играат како јас што ја играв сцената Кршалнига со Шулко, со Христов. Со Шишков. Значи незаборавно нешто. Сега посакувам контра мене, секогаш сум имала партнер покрупни женски од мене, Катина, Славица, кои што секогаш си забележувале на својата фигура, а јас велам фала, ви благодарам што дојдовте, што играте покрај мене. Јас не сум видлива, бар вас ве гледаат, а мене ќе ме слушаат. И така. Се надополнувате. Да. И сега следно што размислувам, мора еден Джин и едно Джуже да играат на сцена. Джужето се знае дека е Снежка, Джинот имам две потенцијални актерки. Кој? Не ги Добро. кажувам, да. А Джужето, кој ќе се качи овде на сцена, бидејќи е способна Снежка да рипа, ќе се качи овде и гледа подобро од сите. И од Джинот. Ама тоа ве прави Снежка. Да. Таа целата ваша појава ве прави Снежка. Никогаш не било нешто што пречело или напротив ви давало. Мило ми е децата, израснав 3 генерации, мислам, деца. Децата ме викаа првите од Дајте музика, Снежка, Грешка, Смешка. Бидејќи постојано малата Сара ја тегнев за тоа плетенките. Таа Сара стана голема, му беше логопед на мојот внук. Сара е на Чепишевски. Да, така. Потоа Снежка ја вика Снеж Ана. Значи Снежна Ана. Па после само руси возрастните, добро е, велам, сум израснала. Значи веќе сум жена, не сум дете. Така што интересен ми е секој период од животот. Имате играно на филм секако. Филм или театар? Рековте Брегеска, односно театар. Леле, немој и ти да ги броиш. Имате изиграно 50, вакви, 10, ваквите. Не. Ние ги броиме годините минати. Јас во 8-та декада од животот, 80 години МНТ, 80 години Црвен крст перформанс, Свечена академија, 80 години училиштето Браќа Миладиновци, 70 години Димитар Влахов со слепите и едноставно, не знам, не се откажуваат од Снежка. Не смеат да се откажат. И јас не се откажувам од себе си. Да. И јас се одушевив за тоа што работите со лица со попреченост. Мене ми беше исто тоа цел да работам со глувонеми за знаковниот јазик да го учат и на шпански, затоа што и сега се отвора нова катедра на филозофскиот факултет, нешто тоа ме Значи да се запишам. Ме привлекува, да, и јас За колку време е тоа за да може да заврши нешто побрзо. Бидејќи е преубава работа. И ти препорачувам да се смееш, оти мене ми велат исто, Снежка само се смееш. Да. Ами мене се ми е смешно веќе, нели? Мене ме знаат како насмеан. Јас сега сум сериозен, викат нешто не ти е во ред. И како велат, денот без насмевка е изгубен ден. А ако се смееш секој ден, си го продолжуваш животот за толку денови колку што се смееш. Така. Сега. Ние имаме многу веројатно. Пред да заборавам, мислам имаме уште од емисијата, но имаме еден подарок, ова е мој превод. Книгата е преубава за мене, јас ја сакам многу. Според биографијата на Марија Склодовска-Кири. И ти знаеш дека пишував драматизација за најаките женски. Да. И почнав Клара, па Роза и ова ми беше третата. Ова е невидено. И Министерството за култура не го прифати тој дел. Ајде ќе најдеме некои приватни спонзори. Добро, здравје, но сакам да кажам дека овие ми се блиски жени. Марија Кири е навистина извонреден лик. Има филмови, сум ги следела. Да. Едноставно се радувам. Приватно рековте повеќе сте се посветиле на работата, што јас го гледам како нешто многу нормално. Страдало семејството во наводници поради тоа, ама веројатно сте ги правели нив срекни со вашата работа. Кој знае, јас на ќерката и забележав, ти само на една премиера дојде. И мојот татко не пречека, не дочека ни една премиера. Загина, 75-та година, и мојата фамилија не ги следеше моите настапи. Едноставно јас не ни барав од нив тоа. Кај мене тоа така си поминуваше од година во година.
И сега ме изненади ќерката со своите внуци, дојде и во Прилеп. Дојде во Прилеп? Така, да. Ете, барем да и сопругот пополните. дојде сега да не го кријам, кога добив наградата за женска улога, бидејќи беше Рахим во прашање, а тие беа другари. Од тие причини, не од Снежка. За се имаме оправдување. Што ја прави Снежка срекна? Онака, да биде исполнета, да бидете... Па секој ден ме прави срекна. Да, сега... Ако се насмеам, јас сум срекна. Пресрекна, така? Да. Добро. Бегство некакво од секојдневието имате, бидејќи живееме во еден брз и се повеќе, како што кажавте, песимистички неубав свет, за жал? Бегството е во моите книги и добиените книги. Од Прилеп се вратив со еден куп драми, текстови, критики, и јас сум поразена што сега нема критика, како пишан збор говорам, не говорам на овие социјални мрежи и така натаму. Тоа за мене не е критика, осврт за одредена представа. Да. Значи официјално мора да биде заврши со Лилјана Мазова, со Петре Бакевски, со Лазаров, со Тодор Кузманов и така натаму. Дури и она емисија што имаше порано Вести за културата, Сотир, кај што беше во Телма, и таа ја прекина и сега го шетаат на разни настани. Меѓутоа, гледате Србија даба културен дневник. Осврт, секако. Осврт. Ако не е тоа, тогаш пишаниот збор. Се надевам дека можеби ќе се свртат и ќе почнат да пишуваат. Нема, тоа е архивата. Ние си ја губиме и архивата, си ја бришеме. Македонска радио телевизија половина архива има избришано. Да. И тоа во период, знам каде што сме снимале драми, представи, сега веќе ги нема тие. Имало многу голема продукција и добра продукција. Затоа што сите биле тогаш стручни лица кои што работеа. Архивата мора да си ја чуваме. Да. Го слушам ревизорот, вели уништена половина архива. Јас мислев дека само театар и телевизија уништува, а оно имало и други специјализирани за архивирање, а и тие уништуваат. Тоа е. Кажете ми, гледајќи ги, сега ве прашувам, на моменти се чувствувам непријатно, ве прашувам за едно малку поминато време и сегашно. Ама тоа ние, нели, со годините сме живеале едни декади на децении во кои беше поинако. Значи декади. Не се менува тука акцентот. Декада не, да, како сако. Да. И глаголскиот прилог чекајки, а не чекајки. Ова е за политичарите, за тие што се таму вработени. Мене многу ми пречи имагинацијата, перцепцијата, каде што акцентот не се поместува како што треба. Или грижејки се, задевајки се, тие се акцентски целости кои што мора да се почитуваат. И не допирај ме, а не ме допирај. Така, има, така, некогаш заради логиката, акцентскиот може да биде изместен и во таа насока, прифаќам и кажувам дека може и така, да речеме. Меѓутоа, ова, каде што слушам синхронизација на турските серии, тука најмногу ги следам грешките. Ти благодарам на тебе. Ама вака. Не постои на тука. Снежка, ако е ти, не, заменската форма. Таму е проблемот што сериите ги преведуваат луѓе што зборуваат турски, а не зборуваат македонски. Турската реченица, јас сум професор по турски, инаку првично. Браво, така да те откријам. Не е само шпански. И промените буквално го преведуваат од турски. Исто со нека е со помин. Ние никогаш не сме викале нека е со помин. Тоа излезе од кога почна Шехерезада да се синхронизира. Добро, таа е кратка форма, со помин може да помине. Гечми Шолсун, сите тие, или што има, што нема, кога ќе прашаат турците. Тоа е многу нормално за нив, ама за нас не е нормално да кажете што има, што нема. Али ова на него. Да. На него е блузава, на таа е блузата, а со него ве смеат или ве нервираат? Види, почнав еднаш да ги забележувам и го скинав липчето, ти нема кому да го кажеш. Имам 150 скриншота од весник што ги сликам сите грешки. Подобро е тогаш да читам. Да. Подобро да читате, отколку да се занимавате со тоа, ќе ве уништи. Дали имате омилен град?
омилен град. Не мора да е кај нас, може да е надвор. Не, веќе не патувам надвор, бидејќи не го сменив пасошот, затоа што не сакам да ми се промени земјата, Не сакам. името на земјата. И веројатно во јули и во август бегам во Охрид. Но и таму сум со книгата и со компјутерот. За мене Охрид најубавиот град во Да. Македонија дефинитивно. Тоа Кој што не е доволно истражен, не е доволно не е сочува, не е пропагандно, доволно. така настроен и што да кажам. Дали ви остана нешто неодиграно? Дали ви остана нешто недоживеано? За крај. Велат дека актерите секогаш имаат во глава некој лик што не го играле. Јас веројатно сум го практикувала во текот на работата. Ако ме нема во кастингот, а мене ми е интересна, да речам, драмата или некој лик внатре, сум практикувала да се пријавам и самата. Дали за алтернација, дали да ме проба, да ме види. И представата за мене, кај некои други режисери, била, да речам, во одредени рамки. И тој може да открие некоја нова Снежка. Тоа за мене е плюсот. И мислам дека Снежка во својата кариера успеала да одигра најразлични роли. 2 машки улоги, благодарение на Владе Милчин, во представата Хелдерлин, 2 машки улоги и 2 женски улоги. Значи 4 улоги во една представа. Во Алексијада исто така еден лик кој што и ден денес го паметам. Значи улоги на момчиња, на девојчиња, па на девојки, па на невести, секогаш невести. Тие улоги сум ги играла во бело во маната, а во животот во црно. Тоа се тие што велам спротивставености во животот и во театарот. Па потоа, после невестите, едва дочекав да играм, нели, господи, да израснам, се вели Игравте ли тоа. госпоѓа министерка некогаш? Не, во господја министерка не сум Ве играла. гледам, можам скроз да ве. Да, меѓутоа тука височината некојаш е битна појавата Да. за некои улоги и мислам дека каде што треба мотор во представата, била повикувана Снежка. Бидејќи се знаело дека може да трча од таму, Дека е да се мотор. качи таму или таму, па на своите партнери било каде што сакаш може да им направи. И трагичарка, бидејќи често сум говорела чисто македонски литературен јазик, антика, тука ми е некако внатре во себе, и античките стихови, веројатно ми се предимство во изговорот. И оттаму сум го добила епитетот трагичарка, за да преминам потоа во баба, во павилјони, во сцени од животот, во еден авторски текст, театар Љубов моја, работена со Славица, во спомен на Анче Џамбазова, тоа е проект, каде што музика правеше и Игор Џамбазов. Ке морам да ве прекинам тука и Да, да ви се времето- заблагодарам. Времето Да, отиде од знам пред јас. некое време. Да. Ви благодарам многу за учеството. Ви благодарам за поканата, секогаш Беше со чест. мене, децата со мене растат, се издигнуваат и ги дочекувам Прево. и за учители своји. Да, дојдовме да се дружиме вака. И благодарам на Снежана Конеска Руси, не се докажавме. Има оставено најголем белек, можеби, во македонскиот театар, во целата, не театар, целата сцена македонска. И до следната недела ви посакувам да бидете среќни и задоволни и насмеани како што е секогаш Снежка. Се гледаме во недела.